Што викаш толку, бе? Ти да не мислиш дека си на село? Абе, ајде, бе! Беге, врати се на село, копук ни е. Аха, чекај, уште малку ќе се врати оно што го упропастуваш и го јадеш додека не е тука. Зборуваш глупости. Како ме може човек да се упропастува и да се јаде, кога тој воопшто не е тука, селјак ни е. Што имаш ти против селото, бе, а? Трчилажи, безделнику. Транионе, абе пак ќе бидеш еден од оние што носат синџир околу врата. Ало дека ти се може, јади, пи, арчи, изопачувај го младиот стопан. Некогаш беше умно момче, бе, а што е сега? Сега е пропадно. Благодарение на твоите совети и примери го носи бајракот на се што не чини. А така велиш, а? А зашто би ти не срекник толку се вознемируваш поради моите постапки и моето поведение? А ви имаш таму волови на село. Оди, грижи се за них. Јас слободим од твоето присуство. Ајде, оди. Хеј. Гледај го колку е дрзок. Јас дрзок? А тебе простако и гадно куче, што смрдиш на луки на буниште, нека те убијам боговите. Епа, што заправам тука јас? Не можат сите да мирисаат на убави мириси како тебе. А ти како да завидуваш, бе, громиоче, а? Ама боговите така рекле. Јас покрај убави жени, а ти покрај говеда. Јас да си јадам убаво, а ти да страдаш. Јасно? Не јасно. Абе ќе видиш што ќе стане со тебе кога ќе се вратиш стопано. Ќе ти ја издупчат кожата како решето кога ќе те водат за на крст. Па ако тоа те снајде бе тебе, а не мене, а? Ама јас тоа не сум го заслужил, туку ти. Па бе, грумијанче, ај скуси си го тоа јазичето, и јас да не ти го кусам. Добро бе, добро. Ќе ми дадете ли храна за говедата или ако немате храна, дајте ми пари да купам. Леле, бе, говедо си е говедо, кога ќе запне со говедата, па тоа ти е. Оди бе селјак таму на село, бе. Оди бе, утре ке наранат се донесе таа храна за тие твои говеда. Јас треба да одам во пире, човеку, за да земам за господарот на свадбата месо, риби, смокви, урми. А за тие твои говеда, утре храната, ај сега оди си и крши глава од тука. Што е? Ти уште си тука? Ајде бе, бега од тука. Што ме гледаш, бе? Волу! Муу! Муа? Муа? Наскоро тебе ќе ти викаат муу! Марш бе од тука! Марш бе од тука, пичка ли ти, мајче! Скафа, не сум се искапила и освежила толку сладко. Скафа, ми стои ли убаво оваа облека? Сакам да му се допаднам на милиот Филолахес, мојата љубов, мојот ослободител. Мила Филаматеја, па зошто се дотеруваш кога и самата си убава? Мажите не гледаат на облеката, туку на личноста што ја носи. Добро ги познаваш тајните и страстите на влюбените. Но сепак, кажи како ми стои. Кога жената е убава, се добро и стои. Не икам да ми се ласка. Право да ти кажам. Ме боли кога гледам дека ти, која инаку многу си умна, постапуваш толку глупо. Кажи ми ако сгрешив нешто. Грешиш. Се разбира дека грешиш. Што си се врзала само за еден. Само него го гледаш. А за други ни да чуеш, па матроните имаат право на еден маж. А на куртизаните тоа не им прилега. Ти забранувам, Скафа, да ми даваш такви неморални совети. Будала си ако веруваш дека ќе те задржи
и ќе те љуби веќе. Слушај ме што ќе ти речам. Кога ќе остареш и ќе се засити, ќе те напушти. Јас не мислам така. Ако не ми веруваш на зборовите, тогаш еве, земи ме мене за пример. Погледај ме, што сум сега? А што сум била некогаш, да знаеш, и мене ме љубеа. И јас бе врзана само за еден. Но кога остаре и ми побеле косата, тој ме напушти. Филолахес ме купи и ми подари слобода. Сметам дека треба да го љубам само него. Многу си наивна. А зошто? Па многу веруваш во неговата љубов. Зошто да немам доверба? Па уште си млада. И тој ти ги исполнува сите желби. А ако му падне на ум да не те љуби веќе, ќе му биде жал само за парите што ги дал. Те молам, Скафа, не давај ми такви совети. Непромисленоста од млади години ќе ти донесе многу разочарување во староста. Многу сум му должна за моето ослободување и не знам како да му се одолжам. Кога си убедена дека секогаш ќе ти биде добро и дека ќе биде твој цел живот, па венчај се со него. И ќе се венчам. И ако си го зачувам образот, лесно ќе најдам од што да живеам. Што ќе помислат тогаш пријателите? Ќе ме сакаат уште повеќе. Кога ќе видат дека сум му благодарна на мојот добротвор. Не гледаш дека овие брву ќе пропаднат? И дење и ноќе само се јаде и пие како на гробишта. А за штедење никој не помислува. Ако зборуваш за Филолахес убаво, тогаш зборуваш. Воспротивно ќе бидеш тепана. Гледам дека ти лета умот само по него. Па да не јадам ќотек, секи ти одобрува. Ај, оди донеси ми го гледалото и кутијата со накид. Сакам да бидам дотерана кога ќе дојде мојот најмил Филолахес. Како ми стои фризурава? Дај ми белило да си ги намачкам образите. Како ми стои облекава и накитов, а? Тоа не е моја работа. Туку на Филолахес тој наредил да ти се купуваат работи што ти се допаѓаат тебе. Љубовникот, заедно со накитот и облеката, ја купува и добрината на својата пријателка. Што правите вие тука? Се дотерувам за тебе. Што ме гледаш? Носи ги внатре тие плячки. Не ме гледај! Филоматијо! Насладо моја! О! 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 Колку би сакал да пијам! Со тебе! Тоа е моја желба. По твој збор вредни 2000 драхми сребро. Ти го давам и за Илијада. Ти веќе ги доби. Платив 3000 драхми за твојот откуп, мила Филоматијо! Зошто ми префрлаш? Не ти препарам, туку се гордеам со тоа. Па никога се сум употребил по паметно пари, мила Филоматијо! Мил мој. Слава моја! И јас не сум направила ништо подобро од тоа што те засакам тебе. Мил мој. Вие, што ми посакувате добро, да даде Господ добро да имате. А вие што ни завидувате, да даде Господ да нема на што да ви се завиди. Мила Филоматијо.
Мил мој. Марциус, Скафа, донесете едно масече и нешто за пиење. Мила моја, Филматио. Љубов моја. Мил мој. Ах, мила моја. Мил мој. Ах, мила моја. Љубов најмила. Ах, љубов моја. Мил мој. Ах, мила моја. Ах, мил мој. Ах, мила моја. Ах, љубов моја. Да дојдеш на време таму кај Филовахес. Слушаш ли што ти зборувам? Да, господар. Слушаш ли што ти зборувам? Да, господар, да. Ајде. До сега бев во едно друштво и избегав. Досадни ми беа у пичку материну и гости и нивни разговори. А сега ќе одам кај Филовахес. Тој ќе ме прими со задоволство. Делфија, Делфинче моје. Кажи ми, пијан ли су? Таков си, каков што си секогаш. А сакаш ли да те прегрнам? Ако сакаш, прегрни. Прекрасна си, ај води ме. Држи се за мене. Пази да не паднеш. Ти си ми зеница во окото. Ти си сладок мед, а јас сум твое. Кутренце! Ау! Пази да не паднеш пред да седнеш. Пушти ме да паднам. Мојот човек е пијан. Велиш дека сум пијан, гулабче моје. Знаеш ли каде одиме? И тоа знам. Сега ми текна. Одиме дома. Да пиеме. Не дома. Туку кај Филовахес. Мила моја, имаш ли нешто против да му излезам во пресрет? Па тоа е мојот најмил пријател, Калигамат. Тоа твое веднаш ке се одолжи многу. Има ли некој дома? Повели, драги мој Калигамате! Како си? Те поздравувам, Филовахес, најмил пријателе мој. Нека те чуваат боговите, пријателу мој. А од каде доаѓаш? Од таму каде што се пиеше. Одлично! Повели, седни, пријателу мој. Делфио, драга, повеле. Не се дај ти да пие, јас ќе отпија малку. Марциус! Повелете. Леле, луѓе, помагајте! Леле, готово е! Ај, готово е! Големиот Јупитер решил да не пропасти и мене и мојот мил господар Филовахес. Леле, готово е! Сум пропаднал и јас и мојот господар. Се врати, стариот господар. Ај, ти пропаднал транионе. Леле, ке ме стават на крст, ке ме стават и ке ме обесат. Ај, а дали некој од вас би се согласил да спечели некоја паричка и да ме замени денес во једењето ќотек? А, има ли тако?
Нема. Мори јас на Филолакис ќе му кажам. Да, на Филолакис јас ќе му кажам. Тој му е татко, нека се расправа со него. На Филолакис. Филолакис? Што? Филолакис, јас и ти. Филолакис, бе. Што јас и ти? Филолакис, пропаднахме, се врати татко ти отпад. Зборуваш? Абе, татко ти се врати, бе! Абе, татко ти отпадна од Африка се врати! Сигурно ли? Да, бе! Каде? Абе, јас го видел! Кога го видел, бе? Представи се тоа, и јас го видел кога се дојде, и јас го видел, и леле. Абе, се врати татко ти, бе! Сигурно ли? Да, бе! Абе, јас го видел, сигурно! Пропаднахме! Абе, наредно, се тргни, бе, татко ти кој ќе виде забава, бе! Пропаднахме! Абе, тргај ова, бе, татко ти ќе се... Абе, што направам? Абе, лопке не направи, бе, дай тргај тоа! Абе, калидавате, стани, бе! Калидавате, бе! Стани, бе, калидавате! Абе, будете го, бе, опира, поди го! Калидавате, стани! Дай ми да пијам! Татко ти, бе, дай! Стани, бе, човеку! Калидавате, бе! Што е? Абе, татко си дојде! Бате, Белја, бате! Сега најде да си дојде! Оди кажи му да се врати тамо, ајде! Не, ти го пробам! Не! Имаме да се одиме, ке дојде татко ти кој ќе види! Оди си, бе! Дай ми го оружјето, ќе го убијам жими и полукса, ќе го убијам! Леле, бе, да не оди си, бе, да пија! Ако не ми донесете да пија, лошо ќе поминете. Леле! Дамате, дај го, оди си, бе! Сам ќе одам, ќе си земам. Оди! Сам ќе одам, ќе си земам. Носите ова! Носите ова! Оди се! Филакис, бе! Носи ови, оди, бе, татко, ќе види ова! Носи! Што ја? Леле, Филакис, што да правиме, бе? Дај ми мисли, ти му син, бро! Кажи што сам, бро! Му син, дај прелажи го нешто! Што? Дај прелажи го таму, кажи му! Што? А јас ќе мислам, а ти мене да ме слушаш. Може? Зашто? Што? Татко ти кога ќе дојде, никој да не одговара. И сите да бегате од тука, а само јас ќе бегам. Јас ќе седам таа работа, а вие да молчите. Ебе, што ми гледаш? Бегај таму. Таму ти со женските. А уште? Ете така, био добар, откачи. А сега овој стариот ќе дојде. Ама стариот кога ќе дојде, јас сум тука, бе. Јас ќе го пречекам. Ќе му сметкам баш добро работата. Ајде видам кај. Пријатели мои, по 3 години се враќам од Африка со овие мои советници. Сигурно со нетрпение ме чекаат дома. А како го јак? Има ли некој дома? Кој е тој што вика? Јас сум. Кој? Јас сум твојот господар Транио, не излегувај прку. Кој господар? Транио не? Господарот ти Европиле, ти ли си? Господарот! Колку сум? Не сум јас. Ја! Добро бе, каде сте вие? Тропам овде цел ден ќе искршам портава, а вас ме нема, макар и наједни. Тропаш! Тропам, се шлаете по улици, по сокаци, а нема кој куќева да ја чува. А рами ќе оробат. Аха, рами? Да. Господарове! Што? Бе ти ведеш тропа? Да. Ти тропа, а? Тропав. Господарот ти да не ја допре портата. Ја допре. Ај! Господарот тога се јубил. Кого? Сите твои, бе! Како така ме сум Абе, јубил? сите домашни се јубил. Абе, господар, ти навистина ја допре оваа порта? Абе, ја допрев, кога ти велам ја допре, ке те лажам ли? Како ја допре, бе? Па еве вака. Не! Што ја допираш, бе?
Абе, господару, како ме си дојде од Африка? Како ме да не ја допра мојата порта, бе? Зошто да не ја допра порта? Абе, како ме од Африка баш за портата најде да се фатиш? Па зашто да се фатам? Па фати се за не за портата, зашто така се фаќа? Добро бе, што е работа? Што е работа? Дай зборувај, не ме држи вака во неизвестност. Господару, нешто страшно се случи во твојата куќа, бе. Што се случи? Леле, бе, господару. Ела ваму да ми кажеш што се случи. Да видиш, ние вчера дознавме дека во оваа куќа било извршено убиство. Убиство? Да, бе. Домакинот. Наистина? Да, домакинот на Кој го извршил убиството? Абе, домакинот што живеел претходно во куќата. Чекай малку. Да им преведам. А ти го гледај домакинот на куќата му дошол гости и тој со ножот. Дан. Го убил. Да, бе. Го убил сега и го закопал по твојот кревет. И ти кога легнеш, го натежнеш и духот е излетал. И сега целата куќа оди и те бара тебе. Оди ми и во Африка мислеше да одеме, ја. Добро, сега кажи ми што да правиме сега во ова ситуација. Каде е син ми? Каде е син ми? Филакес! Не, Лакес! Не, бе, господар, не е тука син ти. Господару, ние, штом дознавме за несреќата во неа, ние веднаш се иселивме. Да, и сега, јас дојдов да те предупредам, да не дојдеш тука, а ти баш за портата нашо да се фатиш. Како бе тоа? Господару, бе, сега духот цело време тебе ќе те бара. Што стоиш тука? Ај бегај! Кај бе да бегам? Кај така бегај? Ај! Кој е ова, слушај? Со кого зборуваш ти? Лакес! Не! Лакес! Тој се отиде! Абе, тоа духот бе, господару! Духот песна сака да те теме! По тебе дошол! Добро бе. Гледай, господару! Дај бе, бегај! Ај, кажи што да правиме сега? Па бегај, бе, господару! Кај да бегаме? Кај сакаш? Оди кај домакинот претходниот на куќата и само договорете се нешто. Бегај! Ака ти го ја! Овај, шукнат старец, отиде со ние, акала, кај домакинот. Ај, денеска како ќе му спеткаме работава на него, и тоа е чудо. Проклет со колку сум добар во овие работи. Не паметам година полоша од ова. Се вртам на площадот од утро до вечер и никој ни грош не ми бара назаем. Сакате пари? Сакате, ама не враќате. Нема пари. Ај, проклетство! Проклетство! Ево во овој лист кој не дади пари назаем, за да ја купиме хетерата. Ај, се ќе пропадне ако не преземам нешто, да не му каже на господар за нашата шега. Леле, што да прави? Ај, се враќа господар, се враќа Ако ме бараш, господар. Добро бе, Транионе, што се случува овде? Абе, господару бе, тука те още ти беше дека домаќинот на куќата? Бе, и? Не кажа, му кажав, се му кажав. Се што ти реков. Се му кажав, не сака ни да слуши, не признава. Ја! Да? Не признава. Не признава. Говедо ни едно не признава. Не како бе, господару, не признава, па. Ама ти му кажа ли се што ти реков? Јас не бе. Кажете дека така го дојде. Слушай. Да бе, да. Се му кажа, ништо не признава. Господару бе, а ти не се му кажал се како не признава. Добро бе, сега што да правиме, кажи. Оди нас. Насуд? Да бе, оди насуд и тужи го. Штом нешто не било, оди насуд и тужи го. Значи насуд да оди. Да бе, оди насуд, тужи го. Ако ти го ѓубја, Акала, насуд, само, земји адвокат, всеки биде се купираме. О, мистер Гирине, ти ли си? Здраво, мистер Гирине. Добар си. Здравје да имаш. Што станува со моите пари? Бегај бе, животно ни едно лихварско. Уште не си застанала, почнуваш кафе. Не будалите. Добро бе, што сакаш? Каде е Филолакес? Не е дома. Не е дома? Да бе, не е дома. Абе, не си може да дојдеш во позгодно време по Филолакес. Зар вистина? Ја. А те ми платите ли тогаш?
и лихва. Не викај, бе, не викај, послушај ме што ти Што те послушам? Ај, оди си дома. Да си одам дома? Да, бе, оди си дома и наврете го плати. А тогаш ќе ми платите лихва? Да, бе, ќе ти ја платим и лихвата и долга. Ај само, оди си. Ај, оди си. А зошто да губам време во одење и праќање? Подобро ќе биде јас тука да прошетам на плошадот до Пладне. Не, бе, на площад глед, никој нема ќе се доставуваш. Ај, оди си дома. Каква шега е сега ова? Не е А шега. вака се шегувате со мене секој ден? Не е шега, бе. Вратете ми ги парите веднаш. Абе, ти ако си дрзок, нема да добиеш ништо. Вратете ми ги парите, а нема да бидам дрзок. Ја! Абе, ти никакве со нешто, многу се силиш во последно време. Што е, бе, што си го дигнал тоа носот, бе? Ај, води. Се силиш само. Барам лихвата веднаш да ми се плати. Лихвата ваму! Лихвата ваму! Сакам лихвата веднаш да ми се плати! Абе, ти знаеш ли нешто друго, освен тај збор? Ликва? Само ликва, па лихверније, за пари, Што е? Мислиш дека се изплаши од тебе, а? Не да се плачи. Сега ќе го викнам Филоваке. Ај тоа чудо да го видим, ајде викнем. Ајде викнем. Филоваке! Ајде викнем. Филоваке! Излези веднаш да ми ја платите лихвата! Филоваке! 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 Лакес! Еве Лакес, викај на овој Лакес. Дојде срцето наместо ми лихвар. Барам, што е моје? Абе какво бе твоја? Ајде крши глава. Ајде крши глава, ќе ти платиме. Барам, што е моје? Чекај, што се случува овде пред мојава куќа? Кој е овој човек и што бара овде? Ова е таткото на Филолакес. Тој се врати од Африка од 3 години. Ете, тој ќе ги плати и долгот и лихвата. Што бара овој човек? Ај, господару, те молам, нареди да му се фрлат пари в лице на ова погадно животно. Молам? Со пари да му се задне муцката. Да му се фрлат пари? Да ме в лице да му се фрлат. Согласен сум и да ме тепате. Само нека е со пари. Ај, види го, бе, каков е, бе, прав лихва. Странијоне. Ело вам. А? Ај застани овде. Ај тук. Не, ај застани овде, сврти се вака. Сврти се кон мене да те видам. Сврти се, не плаши се. Кај се парите? А на сигурно место. Да сигурно. Да, бе, па на тогаш сигурно зошто не му ги вратите? Ама за тия пари син ти купи куќа? Купи куќа! Да, бе! Браво, бе! Ти е татковска крв! Ако куќа Ака. Куќа купи син ти, бе! Купа! Да, бе, куќа купи! А колку плати? 12.000 драхми! Джабе, бе, цели 12.000! Даде 4.000 капа. Капа не се премисли. Аха. Да! Од ова животно ги земавме како забелја, па сега се досадува. Ај, господару, плати му па да крши глава. Јас да му платам. Да, бе, ти да му. Вие, бе, господар? Слушај, момче, ај ти дојди утре по пари. А од тебе ќе ги добијам? Од мене ќе ги добиеш сите пари и парите и лихвата. А сега да си одам? И па оди си. Да си одам? Оди си. Утре. Утре, ај оди си. Ај оди си. Ај, господару. Странијање. Од ова лихварите, бе, пополнени луѓе. Да, нема. А каде си ми купи куќа? А бе, ова лихварите, бе, колку се погани, бе. Ај, Да, бе, тоа лихварите. А си ми кај купи куќа? Многу се погани, господару, тоа лихварите. Даде лихварите, да. Ај, тоа едно лихварите. Цел ден ми доставува, бе, господар. Ти да не дојдеш. А куќа, кај купи си ми куќа? Куќа, има лихвар од куќа. Има куќа, па лихварот не живее во чаме се баго. Има куќа. Него тука ти ми кај купи куќа. Велиш од чаме, па може би, и во чаме да живе, како што е стиснат баб во чаме. Чаме. Каде се ти купи куќа? Не викам толку, не можам да се сетам. Каде син ми купи куќа, сети се. Не можеш, а? Не можам да се сетам. Ако ти ги пуштам овие двајца, веднаш ќе се сетиш. Господар, абе ми текна, бе. Ти текна? Ај сега кажи. Ево, Ако ти ги куќа? од тука, бе, господар. Еве, Овде? тука купи куќа, синци, бе. А, Види,
на добро место. Сега па не едно. А куќа, види колку ти куќа. Добро мел. Добро место. Отлично. Слушај, ај, викни го овој, чија е ова куќа? На Симон. На Симон. Ај, викни го соседот Симон. Јас имам една потреба, кога ќе се вратам ќе дојдам, викни го. Има жена човека, бе, господар, бе, ручек време, бе. Ја бих одам, ќе води. Симоне, Симоне, бе. Никогаш не ми било толку пријатно дома и толку сладко не ми годело јадењето. Ми изготви жената прекрасен ручек. Па сега ме вика да се одмориме. И благодарам. Веднаш ми падна во очи дека ручекот е сготвен со повеќе дикат отколку инаку. Кој знае каква намера има бабата со мене. Па така, сиде го од дома. И ручекот и јадењето. Колку повеќе размислувам, толку повеќе доаѓам до уверување дека човек што се ожени со стара ми разлика, никогаш нема да биде сонлив и ќе бега од пиење како попарен. Така се случи и со мене. Така јас избегам на прошлата си. Не знам во ваков случај што прават вашите жени дома, а што се однесува до мојот. Симоне! Кај си, бе, Симоне, бе? Од кога не сум те бил? Здраво, Симоне! Мил мој! Симоне, бе! Извини. Нешто, знам јас за тебе. И како си, бе, Симоне? Добро сум, благодарам на Бога. Слава на боговите, бе, Симоне! Ти благодарам на ласката. Ека заслужуваш ти тоа, ти си доча, бе, Симоне. А јас ти рекол, ракава што ја држам, Раче? не е рака на добар рок. Што бе, Симоне, по сега не е рака на добар? Кога сум ти сгрешил нешто? Кога ќе почнете? Со што? Со тоа што го правите секој ден. Кој бе, Симоне? Не се сеќаваш? Кој бе? Жити Херкула? Абе, вие знаете како се живее, бе. Кој бе? Абе, вино, риби, месо, жени. Али, бе, Симоне, бе! Тоа, бе, тоа, бе, да, бе. Симоне. Знаеш што? Да ти помислам колку е краток животот, па имате и право. Не, Да, имате право. Абе, Симоне, бе, до сега беше живот, ама од сега го нема. Ајде. Да, бе. Што се случи? Ветот го напушти нашиот брод. Стигна друг брод и го скрши вашиот, а? Токму така, бе, Симоне. Се врати стариот отпад. Опа! Значи, готови се оковите за тебе. Одиш на крст. Симоне, еве ти се молам, на колена ќе се молам. Само нема ништо да му кажам за стариот, за она што правевме. Јас и Симон. Ајде, Симоне, ти се молам. Добро, ништо нема да разбере од мене. Ака ме знам, јас какав Нема ништо да човек разбере си од ти. мене. А сега да ти кажам, зошто ме прати господар? Ај кажите, Така да ја разгледам твојата куќа. не ми е за продавање. За продавање, кој рече, бе, Симоне, за продавање? А зошто сака да Сака да направи оделение за жени, како што има во твојата. Нема да му користи, нема добар распоред. А вели господарот дека лете кај тебе било многу студено. Да, бе. Тоа е лага. Кога секаде е ладовина, кај мене пече сонцето и стои надолу како некој лихвар. А ладовина можеш да најдеш само на дното од бунарот. Не. Симоне, покри си се што велиш, господарот сака да ја разгледа твојата куќа. Па кога толку запнал, нека повели, нека ја разгледа куќата. Да го викнаме. Викни го. Сега. Ти биди тука. Господару! Не видам тука, ајде. Господару, бакала. Господару, кажи ни што се случува. Бебка и Симон дома е и дозволува да разгледаш куќата. Значи дозволува? Да, бе. Господару, види, еве го Симон таму. Види, господару, колку е тажено ти ја продал куќата. Не можеше да те разубедам да не ја купуваш, оти била многу убава, а многу ефтина. Знаеш колку ме молеше? По разубедување? Абе! Таа куќа вреди, знаеш колку пари? Колку бе? Ај, да бе! Тоа што си е наше, тоа си е наше. Наше си е. Ние ќе си ја земеме куќата туку. Ајде да појдеме Ајде да кај Симон. појдеме, да не се разубеди тој нешто. Среќен сум ти, опиташ да гледам жив по твоето враќање.
И јас сум среќен што те гледам, Симоне. Благодарам. Ти го любя! Ајде, Колку далек? Не така, што? Твојот роб ни рече дека сакаш да ја разгледаш куќава? Да, сакам да ја разгледам куќава. Да, па повеќе разгледај ја. Јас сам би те водил, но имам некоја работа на форумот. Аха. Разгледај. Па тоа, а жените? Кој мари за жените? Оди разгледај ја таму. Како да е моја, а? Исто како да е твоја. Ајде гледај. И господаро, слушай што веќе, како да е твоја, колку е тажна. Слушај, јас мислам дека добар пазар направивме. Види кукице. Па види ги овие столбовите. Па само еден од тие вреди 300 драхми. Целата куќа. Да. Да, бе, види господаро кукице. А ти се допаѓа, а така ведеш? Джабанго, камај ќе уга. Ако ќе уга ја. Да. А па ќе уга. Ја како ја, па како ќе уга. А, добре. Значи, Ти се допаѓа, многу ми се допаѓа. а да не мислиш дека е нешто скапо платено? Не, напротив, мислам дека е многу ефтино платена. А така мислиш, а? Многу ефтино, бе, господар. 12.000 драхми. Да, тоа не се ништо. Значи, ние сега на Симон му должиме 8.000 драхми. 4. Да. 4? Да. 4 или 8? 8. 4 му дадовте, уште 8. Да, бе, јас му ги дал, дај и овие ќе му ги дам. Ја, А? да не сум будала јас, бе. Господару, кога сум ти излажал дури наш... Па не си ми излажал, затоа што досега никогаш не сум ти дал пари. Зоро. Да, нели? Да, Ај сега појди на село и кажи му на Филолакес дека татко му пристигнал овде. На село. На село да појдеш. А ако не... Добро ќе одам. Ајде појди на село. На село ќе одам и ќе... Ајде, идем, луѓа. Ровот, што се плаши од казна, добро му служи на стопано. А тие што не се плашат, откако ги сгрешат, ја губат главата и бегат. Што се однесува до мене, јас сакам да ви остане кожата чиста и без модринки. Ако слушам, ќе имам добра заштита. Кога други јадат ќотек, јас нема да страдам. Какви се робовите, таков и господарот. Еј, Паниско, кај си, бе? Не додеве, бе. Гледај го мајмунот како крена глава. Запри, бе, крлежу ни заедно. Шо е смотан? А човек може да те примами кај сака, само ако ти даде да јадеш. Се гордееш ти господарот те гледа со посебна љубов. Ме печат очите кога те гледам. Зошто бе, магар и ниједно? Не ти прва вздрустало зборување на господарот. Ме знае тој. Да, бе, да, ти си неговиот љубимец. Еј, отворете! Не слушам ни разговор, ни музика. Транионе! Чекај, Чабанго! Што правите ви овде пред мојава куќа? Нашиот господар се пијанчи тука. Вашиот господар се пијанчи тука. Да. Во оваа куќа никој не живее веќе 6 месеци. Зар не сиде овде Пилолакес? Филолакес? Филолакес седел овде па се иселил. Сега не седи никој. Ој, старец се чука. Греши, старче. Сигурен сум дека седи тук. Освен ако не си сил вчера или денеска. Момче, ти изгледа сакаш да се шегуваш со мене. Или имаш испиено некоја чашка повеќе. Јас ти велам дека овде не седи никој. Тука седи Пилолакес, Кој Филолакес? синот на Теуропит. На Теуропит? Да. И? Што прави? Откако е татко му на пат, тука се пијанчи без преки. Да. И друго што се прави? Од ден на ден само се пие и пирува.
се довлекуваат секакви жени и свирачки. Свирачки се довлекуваат? Абе да. А за колку пари? Многу пари. За многу пари? Да. Ја купи свирачката Филематија. Филематија? Да. И ќе се жени со неја. Се жени со неја? Да. Слушај, момче, не терай шега со мене. Јас ти реков дека овде не седи никој. Седи кога ти вела. Навистина? Да. Слушај, да те прашам нешто. Праша. Ама немој да ме лажеш. Не. А оваа куќа, ја има купено син ми? Не. Му нема дадено капар на Симон? Ни тоа не. Ни тоа не? Не. Леле, богови, помагајте! Јас сум упропастен, унистен човек! Тој го уништи својот татко. Кој? Филолакес. Филолакес! Тешко на татко му. Баш го жалам татко му. Абе има тој некој рок Транио. Голем никакве. Ѓубре бе, ѓубре. Ѓубре. Стока. Тој би можел да го порчи богатството на Херц. Кога ќе разбере татко му за се, ќе му пукне срцето. Сиромат татко. А кој му е татко? Па Теуропит. Теуропит? Да. На Филолакес кој му е татко? Ако ми го да? Теуропит. Теуропит! О, богови, помагајте, па јас сум Теуропит! Значи, мене ми се случува ова! Ако му го ја, и не му го ја, ако не му ја, ќе ми плати тој мене, ќе ми плати тој Транио, ќе ме запамети, мамичето ќе му го расплакам, ако му го ја. Симоне, ела те прашам нешто. Повели, прашај ме. Имаш малку време за мене? Имам, повели. Син ми дали има купено оваа куќа од тебе? Има. Ти дал 4... Немој да порекнуваш! Ти дал 4000 драхми. Сега јас ти должам уште 8000 драхми. Слушај да ти кажам. Никој не ми дал 4000 драхми. Немој да порекнуваш, немој да се правиш будала. Немој да се правиш будала, ќе ти ги пуштам овие, ќе признаеш. Ајде, пусти ги. Ако го луѓа! Ако го луѓа! Слушај да ти кажам. Признај дека ти немал 8000 драхми. Кажам, не сум земал ни 8 ни 4. Јас те порекнувам, ако треба да ти дадам 8000 драхми, ќе ти дадам, да ме разбираш ли? Само признај дека си ја, признај! Види, не си ми должен ништо. А ти 8000 драхми, ако сакаш, дај ми ги, јас ги земам. О, сини полукса, о, богови, помагајте, значи јас сум упропастен. Да не е ова некоја шега на Транион, а? Транион? Абе, А тоа магаре. Не знам што ќе му направам кога ќе го фатам. Жив ќе го дерам, ќе ме запамети тој кој е Теврипит. Ќе ме запамети тој кој е Теврипит. Довидување. Ако ти го ѓубја, иди го да, онда пак лего, Океј, значи, кога ќе дојде? Тука, ќе му речам да ме погледне овде во очи. Тука да ме гледа. А вие мрежата, врзај го, ќе го врземе, ќе го печеме и ќе го јадеме. Ако го луѓа, Вистина е овој старецот некој мудрец, а и во цела Атина нема поинтер од него.
Што да правам? Морам да му се појавам. Ајде, ќе го лажам нешто, бе, тоа е тешко де тоа. Ако ме бараш, господару, еве сум на услуга твојот верен роб. Кај си, бе, Транионе? Еве ме, господар. Како ти оди работала? Одлично, господар. Слушај. Што ме пративте на сел? Слушај, ова... Го викнах Филолахес? Да, бе, вие што ме пративте на сел? Јас отидов и го викнав. Знаеш ли дека ово е Симон? Едно големо đубре, еден угурсус. Симон што? Симон не сака да признае дека сте му дале пари и дека сте ја купиле куќата и дека ќе ги повикал неговите робови да сведочат. Магаре едно прдло! 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 Да! Така вели! Така вели! Лажно! Лажно! Сега ќе одам и ќе го викнам да одиме на суд. Чекај! Затвори! Ела вамо! На суд! Ела вамо! Ај погледни ме овде в очи. Е, тука! Тука! Каде? Тука! Ај така, тука погледни! Гледај! Ај, гледај! Господару! Магаре едно! Ме измами! Ме насамари! Направи магаре од мене! Сега знаеш што ќе ти направам? Ќе наредам да донесат суви дрва! Ќе те испечам и ќе наредам на овие човекојаци да те изедат! Ај, господару, немој ме те молам! Ај, свари ме, многу сум повкусен варен од кубопече! Бебе, ќе те казам за пример на сите други робови, така да знаеш. Па секогаш сум бил добар и затоа ме земаш за пример. Добро бе, магаре едно бе. Добро бе, каков син ти остави кога тргнав за Африка? Каков син? Со нозе, со раце, со уши, со нос, со уста. Те поздравувам те. Така не! Добре дојде. Добре најдов калидамате. Денеска кај мене си наручек. Благодарам, не сум гладен. Зошто одбиваш? Затоа што не ми се јаде, затоа што го гледаш ова магаре, овој звер, ми го пропасти синот. Каков син му остави форт. Господару, еве ќе ти признам дека ти кога беше на пат, синте се пијанчеше, купи свирачка, еве сега сака и да се жени со неја. Ама господару, па не ли е тоа убаво? Молци ме, ке те убијаме. Слушајте, Европине. Ти знаеш дека сум му пријател на син ти. Тој ми испрати мене. Знае дека си разбрал се, срам му е да ти излезе пред очи. Слушај бе. Еве, грешевме двајцата, што се однесува до сите трошоци околу свадбата, долг, лихва, јас ќе ги платам. Јас на синот не се лутам. Туку на ова говедо. Држи ме, ќе го убијам. Остай. Држи го, бе. Син ти се кае. Слушај, син ми доволно е што се кае. Тој ми е син. Ама ова говедо, жив ќе го одерам. Држи ме, ќе го убијам. Ама јас се кајам, бе, господару. Твоето кајање, не, за прошка немој, те молам, за прошка немој да ми споруваш за прошка. Заради мене прости му ја. Него, бе, господару. Чекај да се посоветувам со советниците. Добро, пушти го. Пушти го, ајде. Пушти ме. Господар, ако уште еднаш ова ти се случи, ќе те дадам. Не. Они да ти судат. Нема да се случи, не. Што е сега? Кај е Филолахес? Ќе дојде, еве го иде. Татко! Татко мој! Често размислувам што може да се стане дечајко. И на краја се сетих. Нова куќа,
Тоа што се однесува до куќата. Што се однесува до мене. Никој немаше подобар јавач. Поред. Јунак. Тоа бев јас некогаш. Татко мој. Потоа почна безумништвото, пијанството. Тогаш упропастив се. Сега сум никој. Ништо. Татко. Татко мој. Татко. Те молам, прости ми. Ај, ај прости му младост, лудост сега. Ај прости. Добро бе, ајде дека ти е просто, ајде. Ајде, стани, ајде сега, што е ова? Ајде, викај музика, свадба ќе правиме. Ајде, Луѓе, татко ми прости, луѓе. Тоа, гледате, ама комедијата,